Браво, добро ви видов. И вежбам, и пеам, и танцувам, а и сакам нешто да ви признам дека ги научив скоро сите песни и плюс и пресева ние ги имаме и затоа ние сме тука. Билјана Димитрова, еден од менторите во колектив Ветерница. Илина доаѓа во Ветерница и ве се баш размислував некаде сигурно 2017 година. Активно работиме со еднонеделни средби, речи се секогаш. Дури за време на пандемијата успеавме да создадеме модел на работа, хибриден модел, работевме онлайн, така да сигурно се работи за едно 4 до 5 години интензивна работа. И сите мои зборови да опишам Илина ќе видат залудни, таа најдобро се опишува себе си. Дури сите активности што ги прави во Ветерница, можеби ги опиша подобро од мене, но ќе опишам накратко како вредна, посветена, професионална и упорна. Пред се упорна за да совлада нови предизвици, заради тоа што ја имам приликата да работам со типични и со атипични деца, ова го тврдам најодговорно како едукатор, не за пред камерите, но искрено како ученик со кој што работам веќе 4-5 години. Најмногу ужива во пеењето. Значи, тоа е несомнено сите активности што ги правиме во Ветерница. Прво ќе го издвоам пеењето, тоа е богат репертоар на песни и ми е особено значајна во групата заради тоа што има лидерски способности. Кога се однесува за пеењето, знае да викне силно, знае да пушти убава интонација и глас и тоа е многу битно за целата група со повторувањето, со текот да го постигне истото, да бидеме малку погласни, да бидеме повидливи, да бидеме мотивирани. Исто така има добра кондиција, значи не и паѓа концентрацијата лесно, тука ми е присутна, ги слуша моите назнаки, што исто така е добар мотив за во една група. Обожава да танцува, за танцувањето тука е можеби подобра од мене. Има особено чувство и за ритам, но пред се има еден позитивен дух, веселост, кој што е многу важен, не ја мрзи да живее, не ја мрзи да работи, сака да се движи, сака да се смее. Така да тоа е многу важно во една група, понекогаш кога доаѓаме и со проби, кога станува и напорно и тензично, пошто без разлика секогаш пред да се представи делото кај сите нас постои една трема, многу е важно да имате некаков позитивен дух кој што ја води работата. Исто така и во сите активности ужива, но во цртањето особено напредува, тука забележуваме напредок со текот на работата, да речам заради тоа што ако од овие други две работи тргнавме од некое повисоко ниво, за цртањето постојано ја следам и доживуваме например и колоритност, појавување на форми, веќе нејзин идентитет кој што се преткајува од формите што ги употребуваме, полека идеме и кон правење на кукли, а во последниот проект Чудата во земјата на Алисите, Илина го направи својот прв анимиран филм во време трајање од неколку секунди. Тука го имаме мачорот како главна улога и навистина е задоволство да се гледа, иако тука сецкањето ни беше голем проблем, но полека го совладуваме и тоа е за сите препорака и за сите оние. Преку малите, преку фината моторика многу се работи на когнитивниот развој и доколку работите упорно, навистина ќе забележите резултати. Се убаво сицкај. Пробај поблиску да влезеш, гледаш по линиите малку внатре. Може да ти покажам? Да. Дај ми ножички. Вака да те видам. Значи, да пробаш овие фини работи да ги фатиш. Може? Да врши го тоа. Добро. Така, и се пробај овде. Со врвот на ножичките. И сега од другата страна, Ето таму.
Колектив Ветерница работи и во полето на изведбени уметности преку театар и во полето на визуелни уметности. Односно преку уметностите работиме на моторички развој и на когнитивен. Ги користиме како една алатка која што не е само за во галериите, да ја гледаме оддалеку, туку алатка со која што може да се игра, да се учи и да се унапредува. Здраво, јас сум Илина Георгиева и одам на Ветелица. Ние вежбаме со хорот, имаме представи и скоро спремаме представа и наскоро вие ќе ја дознаете. Доаѓам стално на Ветелица, пееме, цртаме и плюс имавме представа што се викаше Алиса во земјата на чудата. И јас бев мачор, господин Марио беше шапкарот и дури има и плюс нови песни што ги знам. Тие се Неправда, Донка, Јаномори. И да ви кажам дека има многу награди, дека тие многу ги сакам тие награди, затоа што одам и на пливање и на танц и освоив второ место танц. Марио ми е партнерот и тој мене ми помага во тангото и во танцот, дека партнерот се вложи за да ми покаже како треба да се игра. Илина е прекрасно девојче, многу добродушно, многу емпатично, многу вредно, многу амбициозно. Девојче кое што знае да се грижи за другите и кое што како расте имам чувство дека има се појасна визија за себе, што сака, а што не сака да прави. Кога одевме на летните одмори, видов дека Илина многу сака вода, многу сака да плива, но поради неразвиената груба моторика, пливањето не ја одеше баш најдобро. И покрај незината сестра, која што е одличен пливач, се види и незината желба да влезе во подлабоко, да научи убаво да плива, така почнавме да ја носиме во клубот на специјална олимпијада, каде што многу добро ги усоврши пливачките техники, така што сега, за разлика од првичниот период, кога прилично беше инхибирана од водата, се плашеше, сега е многу послободна и буквално ужива во пливањето. Бенефитите на пливањето се надалеку познати и универзални, мислам, за сите луѓе, не само за децата, па и за децата со попреченост. Многу е посамоуверена, многу е послободна, многу е пофлексибилна, во подобра физичка кондиција. Исто така мислам дека е одлично и делува и психички, ја смирува, ја релаксира. Во таа смисла мислам дека пливањето е една од дисциплините која што најмногу ја одговара. Јас сум Игор Диновски, последниот македонец кој го преплива Ла-Манш. Со Илина се познаваме веќе 2 години. Таа дојде како срамежливо девојче кое што едва можеше да исплива една должина од базенот. Но се разбира, препознав кај незе еден момент кој што ретко го има кај децата, тоа е упорност и голема желба да научи да плива. Како што гледате, таа веќе плива една должина без никаков проблем, на мое големо задоволство и секој пат го подобрува времето, што значи дека квалитетот на пливањето е веќе совршено. Илина е едно такво девојче кое што препознав уште на првиот момент дека е премногу упорна и решителна за да го оствари тоа што
што го сака. Таа го сака пливањето премногу и најдобро од се е показател на тоа дека пливањето за нејзе представува едно големо задоволство. Ние со специјална олимпијада учествуваме на секоја можна прилика каде што може да учествуваме. Илина има учествувано на веќе неколку надпревари, каде што особено покажува одличен резултат и што мене највеќе ме радува е да секое надпреварување нејзиното време е се помало и помало, значи ефективноста на пливањето е исклучително подобрено. Илина е девојче кое што на секој час исполнително ја обавува целата програма која што ја задавам јас како тренер. Таа е редовна, исполнителна и се надевам дека така ќе остане. И посакувам голем успех и големи спортски резултати во пливањето во иднина. И кога пливам ми е убаво и ги имам многу повеќе награди, дека освои прво место и второ место пливање и нашиот тренер се вика Игор, тоа што нас ни помага во пливањето. Марио исто плива, Стефан и Марио. Со нив пливаме и со нив можеме заедно тимски да победиме. Имаме и плюс на превари, тоа што ќе одиме за Албанија и за Германија. Можно е таму да победиме. И си пливам заедно со моите дечки. Си се сакаме, си ги делиме тајните. И тоа е тоа. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you'll go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, 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 go.